Утре Штип традиционално ќе го одбележува големиот верски, културен и традиционален обичај Четарсе. На Исарот се очекуваат илјадници, претежно млади кои ја почитуваат и одржуваат долгата традиција. Традицијата е вековна, појаснува професорот Зоранчо Миланов. Според пишаните записи на кои што може да се потпреме, датираат повеќе од 1 век, значи во некој наврат имам спомнато, најстариот запис засега што го имам најдено е од 1896 година, објавено од Ѓорче Петров, кој што бил учител во. Освен традицијата, Четарсе опфаќа и длабоко верски момент. Овој празник е посветен на светите 40 маченици во Севастија кои пострадале за времето на царот Ликини. Имено овие 40 маченици биле војници млади кои се спротивставиле на царската наредба да се поклонат на идолите да принесат жртва. Овој ден е посветен на сите кои стапиле во брак во периодот од 21 март минатата, па се до оваа година, па меѓу другото се нарекува и младенци. Младенци се нарекува затоа што рековме дека овие 40 маченици биле млади војници и ете кај нас во Штип, а и насекаде во православието токму младенците кои се венчале во тековната година, помеѓу едниот и другиот празник младенци, го прославуваат овој празник, молејќи се на светите 40 маченици да им дадат мирен живот, долг живот, да им дадат чиста брашна постела, изобилство на рожби. Четарсе е длабоко во традицијата, поради што е внесен како нематеријално културно наследство на УНЕСКО. Први елаборатот јас го имав изработено на национално ниво, да се најде на листата на Република Македонија, а потоа таа меѓународна апликација, сите тројца ја пополнувавме и беше испратена до органите, телата надлежни за прогласување, значи на УНЕСКО, и сето тоа се случи во декември 2013 година во Баку во Азербејџан. Во контекст на овој празник, екипи на јавното претпријатие ИСАР работеа на чистење и оспособување на патеките кои водат до тврдините на ИСАР. Токму така, на ден пред качувањето на ИСАРот, екипите на јавното претпријатие ИСАР, како од организационата единица Зеленило, така и од организационата единица Хигиена, претходните денови и денешниот ден работат на уредување, односно рачистување на овој простор, се со цел да граѓаните во општина Штип уживаат во утрешниот ден.